Дали христијанството е религија на страдање? Христос вели: земи го својот крст, одречи се од себе си и врви по мене. Но дали тоа значи дека Бог сака луѓето да носат тежок товар и само да трпат? Или можеби погрешно го разбираме крстот? Христос посреди нас. Јас сум протопрезвитер Дејан од МПЦ Свети Никола во Тотова, Њу Џерси, а во ова видео ќе зборуваме за крстот. Не како судбина што мора да ја трпиме, туку како победа со која се преобразуваме. Христовиот крст е центарот на историјата на спасението. Тоа е моментот кога Христос преку својата жртва го победи гревот и смртта. Со тоа тој издействува спасение за човештвото и обнова на нашата падната природа. Христос доброволно го превзеде таквиот подвиг, покажувајќи ни една космичка духовна вистина. Тоа е дека вистинското добро се раѓа единствено преку напор и преку жртва. Токму затоа, потрагата по удобен живот е една од најголемите измами на модерното време. Таа ни ја одзема приликата да направиме нешто вистински добро и вредно за пофалба. Денес преовладува мислата дека животот треба постојано да ни биде лесен, пријатен, без проблеми и без препреки. Се разбира, тоа не значи дека животот треба да ни биде тежок и мрачен. Напротив, секој човек природно се стреми кон подобро. Но проблемот на нашето време е тоа што се убедивме дека секој момент од животот мора да ни биде лесен и удобен. И ако не е, во моментот кога ќе се појави првата пречка, веднаш помислуваме дека нешто не е во ред со нас. И затоа целиот живот го трошиме во обид да достигнеме некаква идеална состојба. Работиме, се трудиме, се бориме, се мачиме да создадеме удобен живот. Но додека го правиме тоа, животот си поминува. А ние постојано живееме во некаква меѓуфаза. Кога ќе заработам, кога ќе успеам, кога ќе направам. Со социјалните мрежи ова искушение станува уште поголемо. Facebook, Instagram, TikTok, секојдневно гледаме скоро совршени животи. Прекрасни плажи, луксузни патувања, богати трпези, големи куќи. Сите се смешкаат среќни. Изгледа како се да им е подмачкано. И тогаш човек си вели: како бе сите успеале? Како сите успеале, само јас не? Што не е во ред со мене и што не е во ред со моево семејство? Каде грешиме? Не разбираме дека гледаме само дел од нечи живот, а не и целината. Логички сите ние го знаеме тоа, но подсвесно сепак се споредуваме и самите се депримираме. Тоа што го цениме, тоа и го забележуваме кај другите. Но ако успееме да ја разобличиме оваа измама, тогаш започнува вистинската слобода. Целта на животот не е достигнување на удобност. Целта не е да постигнеме живот без искушенија и без тешкотии. Напротив, целта на животот е да станеме победници во секаква ситуација. Не е да ги избегнеме искушенијата, туку да ги надминеме и да ги трансформираме во победа. 100 проблеми, 100 победи. И преку тие победи, со Божја помош, духовно да растеме, спасувајќи си ја својата душа. Свети апостол Павле ни вели: знам да живеам и во оскудност, знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и сешто. И сит да бидам, и глад да трпам. И во изобилие да сум, и во немаштија. Се можам преку Христос, кој ме крепи и ми дава сила. Ова негово сведоштво се темели токму на Христовото учење за крстот. Да го послушаме Светото Евангелие, словото за крстот, а подоцна и ќе го претолкуваме. И кога го повика народот и учениците свој, им рече: Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, и нека го земе крстот свој, и нека оди по мене. Зашто, кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби, а кој го загуби животот свој заради мене и Евангелието, тој ќе го спаси. Зашто, каква полза има човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто, кој се срами од мене и од зборовите мои во овој прелюбоден и грешен род, и синот човечки ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си, нека си го земе својот крст
и нека ме следи, ни вика Господ Исус Христос. Но што точно значи крстот човеков? Во нашата македонска култура и јазик, зборот крст често се користи како синоним за несреќа или судбина од која нема бегање. Велиме, таков му бил крстот, или тежок крст има за носење. Дури и кога кумовите купуваат крвче за крштевка, често бараат најмало, за да не им бил тежок крстот на децата. Ако така го разбираме крстот, тогаш Христовите зборови звучат многу тешко и непријатно. Тоа е како да ни вели, животот ве притиснал со тежок товар, ама вие мора да го носите и да не се жалите. Тоа се разбира изгледа многу неправедно. Кај тепан, па и не ти даваат да плачеш. Но дали навистина Христос така не учи? Дали Христос бара од нас да се помириме со несреќата, да се предадеме на судбината и да молчиме и да трпиме? Па на крајот на оној другиот свет да се надеваме дека Бог ќе ни даде некаква награда. Напротив, евангелската надеж е светла и динамична. Во неа нема место за пасивност и безнадежност. Основата на Христовата порака е божанска преобразба и победа над искушенијата. И таа започнува овде и сега, во овој живот, не само во вечноста. Кога Христос ни вели земи го својот крст и тргни по мене, тој всушност ни вели земи го товарот кој го носиш и маката со која што се соочуваш и претвори ги во победа. Проблемите со кои се бориш направи ги подножје врз кои ќе чекориш. Ние најчесто не можеме да ги спречиме животните премрежја. Неправдите што ни се случиле, не можеме да ги смениме. Страстите кои не поробиле, со нив се уште се бориме. Грешките што сме ги направиле во минатото, не можеме да ги избришеме. Но можеме да станеме, да си го земеме својот крст и да го следиме Христос. По неговите стапки. Не во непознато и во темнина, зашто тој е патот, вистината и животот. Тој е светлината. Во Христовата спасителна порака, крстот не е непроменлива судбина, туку прилика за преобразба. Крстот е всушност Христова стратегија, преку која тој искушенијата, страдањата и злото ги трансформира во добро. Зошто се содействува за доброто на оние кои го љубат Бога. Не плашете се, се ќе биде добро. Господ ќе благослови. Вие направете го вашиот дел. Земете го својот крст и следете го Христа. Овие зборови, да не ги каже некој учител или мудар филозоф, ќе речеме, супер, многу убаво срочено, прекрасна проповед, ама кој знае дали ова е можно? Дали функционира во пракса? Но Христос тоа не го зборува како теорија. Тој го покаже со својот живот. Целиот негов живот беше негов крст, не само раснувањето на крајот на Голгота. И тоа не беше судбина. Така му било пишано на човекот за гревота. За Христос не можеме да кажеме така. Тоа беше негова одлука, негов избор да издействува победа за нас. И, се разбира, за да ни остави пример за тоа како се победува. Неговиот крст не беше пораз и судбина. Неговиот крст стана космичка победа. Како што вели Свети Јован Златоуст, крстот кој некогаш беше знак на срам, Христос го претвори во трофеј на победата. Преку крстот Христос дојде до воскресението и до конечната победа. И преку таа победа Христос ни даде и ние да победуваме. Затоа и нашите лични крстови, ако ги носиме со вера, како прилика за внатрешна преобразба, можат да се претворат во лична победа и воскресение. Никој не може да избега неправди. Ни страдањето неминовно ќе поминеме. Болката и вака и така ќе ја искусиме. Прашањето е како ќе ги преживееме. Како кутри и поразени луѓе, без избор и глас, или по примерот на Господ Исус Христос, ние ќе донесеме одлука. Ние ќе станеме, ние ќе го следиме и маката ќе ја претвориме во победа. Земи го својот крст и врви по мене е повик на динамичност и на акција. Не лежи во очај, не жали за судбината, стани, тргни напред и направи промена. Оној кој бара само удобен живот и мисли дека тоа е врвот на постоењето, тој ќе се измами и многу брзо ќе се измори затоа што трча по нешто што вистински не постои. Затоа Христос не предупредува дека секој кој на таков начин има намера да си ја спаси душата, по негово, тој всушност ќе ја изгуби.
Ако трчаме по нешто што е само илузија, трчајќи ќе се изгубиме, зашто не трчаме кон спасението. И во тој контекст треба да ги разбереме Христовите зборови, да се одречеме од самите себе си. Христос не бара од нас да го занемариме својот живот. Тој не бара да се запоставиме себе и семејството. Не повикува да се повлечеме и да се исклучиме од општеството. Да се одречеме од себе си всушност значи да го оставиме залудното трчање по комфорен живот, зашто тоа ќе не измори и ќе се вртиме во круг. Христовата замисла за нас не е да имаме полуживот. Живот поминат во константна потрага, постојано барање на себе си. Напротив, тој јасно ни кажува дека дојде за да ни даде живот и тоа живот во изобилие. Но изобилието на животот не е во постојано удобство. Ако мислиме дека преку елиминирање на проблемите ќе си го спасиме животот и ќе си го обезбедиме, ние всушност ќе го изгубиме. Вистинското изобилие на животот е нешто сосем друго. Тоа е победа над нашата немоќ, победа над стравот, победа над страстите. И токму таквиот изобилен, победнички живот започнува овде и сега. Не мора да чекаме до вечност. Кога ќе ни биде тешко, ќе истраеме, зашто знаеме дека победуваме не на оној свет, туку овде и сега. Кога ќе не предадат пријателите, нема да се одмаздуваме, зашто знаеме дека тоа е можност за наша преобразба во славата Божја овде и сега. Кога ќе не снајде некаква несреќа и се бориме со нашите внатрешни страсти, ќе се издигнеме со вера овде и сега. По Велики петок доаѓа недела. По крстот доаѓа воскресението. Од Христовиот пример гледаме дека животните премрежја, ако правилно им пристапиме, не се тука да не уништат, туку да не издигнат и да не преобразат. Зашто, како што земаме учество во неговиот крст и во неговото распнување, така ќе земеме учество и во неговото воскресение. На тој начин, стариот човек во нас се распнува и умира. Тој е онај слабиот човек, онај што се жали, што е огорчен, онај што плаче, онај што е заробен од страсти и што верува во судбина. И во нас се раѓа нов воскреснат човек. Тој е онај силниот, трпелив човек, оној кој не се плаши да се бори со собствените страсти, со неправдите во животот, човек што победува преку Господ Исус Христос. Затоа, драги браќи и сестри, да се охрабриме. Нема човек што не поминува низ проблеми. Но без оглед ништо и да поминуваме, без оглед колку и да сме разочарани од нашите неуспеси, без оглед под какви страсти да сме подпаднале, крстот не е крајот на приказната. Крстот е патот кон воскресението. Земи го својот крст, одречи се од безцелниот живот и врви по Христа. Биди храбар и ќе видиш дека токму таму, каде што мислиш дека си поразен, Бог ќе ти ја даде победата. И затоа не мора да се чека до вечност. Победата и преобразбата започнуваат во овој живот, овде и сега. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедницата со Светиот Дух нека бидат со сите вас.